Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме на нашето место и денеска ќе ви направиме убаво музичко кулинарско шоу. Верувам дека ќе уживате и во рецептот и во песните на нашата гостинка. Ве поздравуваме сите вас ширум светот, докаде и да пристигнува сигналот на Канал 5 телевизија и се разбира нашите гледачи во нашата ни родна земја Македонија. Морам да ви кажам дека мојата денешна гостинка и вашата гостинка е доволно позната во јавноста по незината музикалност, по незините песни, долгогодишност на естрадното поле. Каде да се појави, предизвикува овации, веднаш се пишува, па дури порталите успеваат веднаш да ја пренесат веста како се збиднувало, ете, токму таму на настанот каде што настапувала нашата Ирена Спасовска, на која што и велам добре дојде. Добре ми дојде, рече. Здраво, Дракче, драго ми, добре те најдов. Како си ви? И јас убаво, сега кога си ми ти тука, се радувам и сум среќна повели од оваа страна. На моето место. Па нели е така, Иренче? Каде да се појавиш веднаш утре таблоидите пишуваат. Ирена Спасовска беше на плажа, беше соголена, беше облечена. И па добро на плажа како се оди, бе, Дракче? Ама чеки на плажа како се оди? Па гол, како? Па ја не знам како, нели? Па добро, ама може привлекуваш посебно внимание. Па не знам како внимание, само со тоа што сум пејачка или привлекувам внимание. Како што гледам и другите луѓе се исто, нели, по костим за капење, со отворени гради, со бикини, така и јас исто. Некој пат таквите работи не нервираат, но многу пати прават и публикација. Добро, ако не другиот пат ќе одам со волнени чорапи, за тука со ролка пак ќе бидеш, пак ќе бидеш на атракција. Пак ќе бидеш на сите интервјуа. Одлучи да ни направиш еден специјалитет, бидејќи ти одамна си веган. Јас сум вегетаријанка, не сум веган. Да, вегетаријанка сум од самото раѓање, нели, многу пати ова го имам кажувано. Значи, јадам млечни производи и јајца, но не јадам месни производи и риба. Така да, моите рецепти во мојата кујна секогаш се вртат да бидат вегетаријански. И никош не си гладна, нели? Па не сум, никош не сум гладна. Не сум се гледи по мене дека не сум баш неухранета, онака. Добро. Рече дека ќе ги правиме денеска, тоа се нешто брзо, наставно, што може колку што не дозволува времето. Плескавици од тиквички, ете, и компир. Добро. Ајде, започни си. Можеш да си почнеш, а јас ќе ти барам и песна, затоа што можеш и ти, тоа те бидува и дома да си готвиш и да си подпевнуваш. Повели, ако ти е потребно. Не ми треба даска, значи што сакам да кажам, бидејќи тиквичките се млади, дури не ги лупам, тука одат со се лушпата. Добро. Која што во себе содржи доста хранливи материи, така да. Добро. Ајде, ние бараме песна за да ја оди побрзо. На Ирена. Може? Нешто. Горе. Една земја многу богата, името е Македонија, со езера, шуми, реки, планини, со вино црвено, од грозје медено, со езера, шуми, реки, планини, со вино црвено, од грозје медено. Македонките, жени стамени, македонците, прави арсани. Кажи ми, кој ми те поцени, тоја ир нека не види. Горат шумите, плачат душите, за нашата мила земја, на
кажи ми, кој ми те подцени, тоја ир нека не види. Чувај ги, белите дробови, тоа е изворот наш на животот. Има една земја многу убава, името е Македонија. Звукот натапано надалеку се слуша, а кавалот пее ко да се смее. Звукот натапано надалеку се слуша, а кавалот пее ко да се смее. Македонките жени стамени, македонците прави арсани. Кажи ми, кој ми те подцени, тоја ир нека не види. Горат шумите, плачат душите за нашта мила земја напатена. Кажи ми, кој ми те подцени, тоја ир нека не види. Чувај ги, белите дробови, тоа е изворот наш на животот. Чувај ги, белите дробови на нашта мила земја македонска. Браво. Иренче, ова песна ја отпеа на Охридскиот фестивал. Охридскиот, да. Јас веднаш ти пишав дека имаш убава песна. За жал се случуваше тој огнен тој обрач во Македонија, комплетно гореше секое место. А ти имаше толку една прекрасна калина, како лисија, како шума, прекрасно изгледаше на сцената. Беше во тој концепт, да, и не знам дали знаеш оваа песна, јас ја напишав, и музиката и текстот. Знам, зашто ти бев прашав. поведена, од немилиот настан, и така да, навистина бев по некои неубави чувства и некако песната во еден здив излезе од мене. Ма и допре до слушателите. Вистината ја отпеа. Одлучивме да ставиме пола, затоа што ти си напишала средна големина, но еве нашите набавувачи, односно нашиот Тони, сака секош производите да ни бидат убави. Да биде мегаломански. Убави, да, така убави да изгледаат прекрасни. Ставиме половина доза, бидејќи треба 3 тиквички помали, онака. Така. Речем до половина. Така. Бидејќи тиквичките се поголеми, ќе скратиме дозата. Требаше да ми пишеш, Драгче, малечки, а ти ми напиша средни. Ете така. Сега рече сакаш да ги процедиш. Малку ќе ги процедиме. Еве кориндето, тука ќе го оставам. Остави го, не се вознемирувај, тоа ќе си го средат нашите вредни жени. Мислам дека тука имаше една цидалка, имаме, сакаш ли? Ти потребно ли да се забришеш? Добро. Не ме потребно, сега ќе ги малку иседам со рака. Добро. Не одметне ли да си ги ставам и ракавиците. Морам да те запрашам за нешто што мене многу ме интересира. Добро. Ти си инструктор за Б категорија за возачи. Јас бидејќи не сум возач. И сега доаѓаат ли вакви возрастни како мене? Како не доаѓаат? Им текнува по старост возачи да бидат. Им текнува, да, доста не сакаат да чекат веќе друг да ги вози, сака сами да си се возат. Имаш право, Иренче, јас требаше да одам на тоа да го направам. Постојано мојот сопруг е на терен, нели? Никогаш не е доцна. Постојано е некаде во туѓина и колата си стои во двор. Треба
дојди, јас навистина добро ме ќе научиш. Да. Да, ете. Малку знаат за тоа, дека јас напоредно со пењето си, ама јас знам сепа. Сум инструктор за Б категорија, да. И како се пријавуваат? Така. Ало? Не, во која автошкола треба да се пријавиме? Јас сум во автошкола Шкорпија, во Римски центар Ајрода. Така да, таму ќе се пријават и после тоа мене ќе ме ги додадат. Така, јас велам, сакам да бидам кај Ирена Спасовска, нема проблем. Инструктор да ми биде Ирена. Ќе добро, ќе те научам да знаеш, бидејќи јас самата си имам високо мислење за себе, дека сум навистина добар возач. Ги почитувам знаците, правилата, баш како тоа што јас немам личен свој шофер. Возам за себе. Сега со сефсити како ти оди? Доби пораки за опомена? Сите добија, сите. Види, по една опомена доби. Кога сум со кандидати, не, бидејќи ама не со приватно. Брзината, да, нели мора да биде до 45, а додека ова ќе го кога сум сама, па ете, нека е до 52, нели сефсити секако. Можем да го повлечем скроз. Ни праќа пораки дури на 52. Опомени на 52. Знам дека сите добија. Првите моменти кога започна, нели тоа, мене ме опоменија, ама сега веќе казните пристигнуваат на адреса и треба да се за фреканција мора навистина внимателно да се вози, бидејќи сите знаеме дека сообраќајот е нели најважниот крвоток во градот. И за жал, сега како што е гужва, мислам никогаш не било ваква гужва. И како возач си загрозен и како пешак. И како возач и како пешак, значи очи треба да бидат отворени, затоа што ние сите знаеме дека колку и ние да возиме внимателно, другите може да не возат. Сето тоа ние што го кажуваме да возат школски, да возат внимателно, да ги почитуваат правилата и знаците, кога ќе станат свој возачи, за жал дело тоа испарува некаде. Кажи ми, еве кога си возиш приватно, знам дека радиото ќе си го пуштиш, ќе си подпевнуваш или USB во колата, но со кандидат тоа не смеш да го правиш. Значи можеш да можете, ама да си пееш така усно. Па нема да пееме, ама музиче може да се свири. Па музиката не го деконцентрира кандидатот? Не, па музиката во ништо не деконцентрира. Еве јас на пример со тебе нема да знам да возам. Опушта, па нема да пееме. Ќе пееме двете. Тоа е веќе друго. Да, инаку музиката во секој поглед опушта. Дали е тоа забавно, нели некој лесно музичен род, ние не чочек, па да играме. Да, нели нешто тивко што смирува. Тивко што смирува, точно така. Кажи ми тавчето, веќе треба да го ставам да се стоплува. Малку зејтин. Јас веќе додадов 3 јајца. Еве сега ќе додадам и малку брашно. Мојот другар шпоред некој пат знае да ме зафркава. Добро. Треба да... Инаку да знаеш, Драгче, јас возев до сега со кандидати, отидов дома, се спремив, сега ќе го направам овој рецепт. Повторно ќе се блазе тие што ќе бидат со тебе. Повторно возиме. И добро што не е вака петок и сабота, па дури да отидам и на настап вечер на пеење. Добро е. Добро е. Така да сум максимално ангажирана во текот на денот и вечерта. Па и на ноќта, ноќните настапи се. Да. Добро. Колеги, јас барам музика за да ни се затопли маслото и да бидеме комплетни за овој наш рецепт. Ајде, одиме со музика. Кренете ги чашите, запејте ги нашите, старо младо кој што може да е на нозе. Сори да пречекаме, да се чуе секаде, среќа во очи да ни свети, да се памети. Да прославиме. За овој живот што еднаш се живее, нека се слави
sve se zapali, pa čuvaš da se napravi. Neka se igra, neka se peje, za ovoj život što jedna se šire. Neka se slavi, ti nebo sve se zapali, pa čuvaš da se napravi. Neka ori veselo do zori, mera pesna, neka ori veselo do zori. Oro leta, lesno, lesno srca bija, besno, besno, oro leta, lesno, lesno srca bija, besno, besno. Živi zdravi, samo za pesna sa. Odavda igram, veselo pejam, duri su živa, nema da se smenam. Neka se slavi, da sme živi zdravi, samo za pesna sa. Odavda igram, veselo pejam, duri su živa, nema da se da sve živi zdravi, samo za pesna sa. Odavda igram, veselo pejam, duri su živa, nema da se smenam. Neka se slavi, da sve živi zdravi, samo za pesna sa. Иренче, ти овој сплет го направи бомбастичен. Не расположи сите тука. Точно така, додека дури и шпоретот почна силно да се вжештува. Почна да ми станува топло. Твоето пеење и играње, весел сплет. Знаеш што, да, сплетот е весел, а исто така сакам да кажам во однос на тиквичките, дека за тоа време дека јас пеев, тиквичките пуштија малку вода, и ако толку ги но затоа се додава уште малку брашно, сето тоа да го упие, но нека не пречи што се малку вака воденки, бидејќи ќе бидат по-мекички. Затоа треба да ни биде маслото по-жештено. Можеш да си направиш проверка, јас да ти ја средам масичката да ти биде средена. А ти можеш проверка да си направиш. Не е уште малку треба да се уште вжештено. Да се вжешти. Така да, нели по она како велиме мајките како не учеа. Ајде сега додека тој се вжештува, јас сакам да ми кажеш што ново ни подготвуваш во твојата музичка кујна. Ке ти имали на престојните фестивали, летото пак ни доаѓа. Нареден фестивал што е Охридски Охридфест, значи Охридски повторно се појавиш. Добро. Некако повеќе ги сакам летните фестивали. Тогаш имам и повеќе идеи и за
песни, за текстови. Дали јас ја напишам песната, дали може би дел музиката, па некој друг текстот, аранжманот. Некако летото ме асоцира на музика, на љубов, на песна, на разиграност, така да... Гледав една емисија од соседството каде што велат музичарите, пеачите дека добрите композитори им давале дури капари предвремено. Си велиш ти сега, еве на тој, нели, наш еминентен композитор, ќе му дадам 300 евра, 500 евра, ама да ми направи хит песна. Дали таквото нешто е можно во Македонија? Или мислиме дека ќе биде хит, ама не е хит? Тоа е релативна работа, хит. Не, заради тоа што ние не знаеме на композиторот кога ќе му дојде таа идеја. Мисла идеја. Да, мисла идеја, баш како тоа што композиторот можеби ќе мисли дека има хит, но ако публиката не мисли така, џабе, тоа се пропаѓа во вода, да. А плюс се случува да и после неколку години некоја песна оживува. После тоа да се обнароди, да се оживе. Некои други можеби моменти се битни, дали луѓето од некои патриотски побуди, дали од некои љубовни, од било како зависно од атмосферата, целокупна и може да случи некоја песна да оживе после неколку години. Така, и чудно ни е, вака велиме, се плаќа предвремено, се дава капари на добрите автори. Ова почна да вреди. Па да, почна уште малку. Па добро, окей, нормално дека сите еминентни автори си имаат своја шема по која што ги работат своите песни и се препознатливи по својот стил. Дека е лошо и тоа да се добие песна од некој добар автор, кој што не зависи само од автора, зависи од тоа како ќе биде таа песна изведена, пласирана, испромовирана. Така. Значи, како викаме во соседството, дека песните стануваат побрзо хитови, но ти има тamo милион емисии на кои што ги пуштаат, ги пласираат, радија, концерти се прават. Па и во имаат здружени... Да, со здружени сили тоа се прави. За разлика од кај нас, тоа е малку потешко. Јас искрена да бидам 2 години, немам почувствувано дека некоја песна кај нас се хит последните 2 години. Многу тешко станува. Доаѓаат некои песни кои што биле отпеани пред 5-6 години. Точно така. И после тоа истите се обнародуваат, со тоа што е многу лесно некоја песна кој што ни е веќе во сеќавање, не само да се потсетиме на тоа. Добро, не исклучи. Добре. Титкаше тој, алармираше. Затоа проверувам. Затоа што го оставив ова тука и понекога знае така да прави. Сега пак ќе се навратам на твојата песна, оваа Горат шумите. Имаше чувство дека таа песна е во тој момент, ти ја отпеа многу убаво, со многу емоции. Навистина, убав тим работеше за песната, господинот Цане Петров. Да, Цане Петров го направи аранжманот и ја отсвири гитарата. Пребо, значи јас и Цане сме, да речам, еден од постарите тимови кои што ја сработевме 3 албуми со обработки на народни песни, етно песни. Ги претворивме во етно песни. И сите 3 албуми јас ви ги промовирав. Така, и со многу љубов, со многу радост. Да, знаеш дека е така. Така да јас секогаш одам на нешто испробано, нели? И така да, тоа е тоа, па сега за ова година ќе видиме, нели? Дај Боже да не бидам провоцирано нешто лошо, да бидеме нешто убаво. Да биде весело, да биде убаво. И тоа е на некој начин еден апел, нели, секако ни доаѓаат жешки денови, сите ние треба да бидеме свесни дека не треба да предизвикуваме пожари, како што кажа во песната, дека шумите се нашите белите дробови, нели, ако немаме шума, немаме дрвја, немаме кислород и богатство, така да сите треба со здружени сили, нели, да се грижиме. Да. Така. А јас ќе ти ги внимавам тамо и можеш и тука. Очекуваме нова песна за да ни запее Ирина. Може. А овие побрзо да ни се пржат. Може. Ајде. Плескавички од Тиквиски. Бараме песна режија.
vidi i tvojte zeleni oči nemirni. Tvojte oči šarat, nekoj novi barat, srce vojtje prepuknaj mene, gledaj me. Tvojte oči šarat, nekoj novi barat, ima Gospod veruj, ke ti plati se, ima Gospod veruj, naš ke ti plati se. Dušo, знаеш ли, други да се сладат со твоите погледи. Колку само тешко е, душо, знаеш ли, други да се сладат со твоите погледи. Твоите очи шарат, некој нови барат, срцево ќе препукне мене, гледај ме. Твоите очи шарат, некој нови барат, има Господ веруј, ке ти плати се, има Господ веруј, наш ке ти плати се. Шарат, некој нови барат, срцево ќе препукне мене, гледај ме. Твоите очи шарат, некој нови барат, има Господ веруј, ке ти плати се, има Господ веруј, наш ке ти плати се. Браво, браво. Нов аранжман, нова музика, нешто ново. Не, музиката е стара. Слично наликува по нешто има и сменето, така мене, или од аранжманот, да, добро? Да, од аранжманот, а инаку песната е Твоите очи шарат, што нели си ја напиша Драган Вучич. Да, Драган Вучич, за жал колегата почина. Што ти дојде на идеја токму за оваа песна? Па ете едноставно да се оживее песната. Да оживее песната, бидејќи Драган Вучич исклучително го почитував како колега. Беше и прекрасен човек. Прекрасен човек и ете дојдов на идеја оваа песна да се препе. Во разговор со неговата сопруга Весна. Така. Сакав да се припе, направивме еден нов аранжман. Колегата Кан Масхар ја отсвири, го спреми аранжманот и одлично. Така да супер излезе. Буце, буце, твоите очи шараат, види, птиквичките ки ни изгореа, вака пејки, играјки ние тука. Не, добри се. добри се. Затоа што не само буце, колегата Тренчев отаму внимава, вика шпоретот на малете го, за да бидат птиквичките. Ние се држиме под контрола. Се под контрола. Пееме, иако комуницираме со камерите, сепак дел од очите не се нели кон. Кога ги учиш тие нови кандидати, има некој што застана, па вие нели сте Ирена Спасовска, така ти се обраќа така интересно да ми. Па да. Како мене да. Па ти, ама ти дракче си или не си? Јас, ама на телевизија изгледаш голема, вака си ми многу малечка. Што јас да правам 5 камери овде? Не само 5 камери, камерите се многу блиско и тоа треба и нас да се знае. Така ние не сме толку габаритни, не сме толку дебели, него за се видовни се тие позади камерите, што не прават многу дебеле. Ние и на онака сме си витки, нели? Па на 5-6 килограми ни додават. Зашто? Ако па екзотично овоше. А инаку во прв момент не ме познава, но после некој час самите ќе речат, ама ми наликувате на таа. А може едно селфи? И си кажеш, чекај да завршиме на крајот, ќе правиме селфи. Да, токму така. Инаку интересно ми е, навистина ми е интересно. Не ми е тешко, затоа што, нали, како се вели, се што знае човек добро да го работи, ништо не му е тешко. Најтешко е да се работи тоа што не го знаеш. Тоа што го знаеш, се е лесно.
Браво, Иренче, тоа е Така многу... да, задоволство ми Едно Наистина време ми велеа е машка големо работа и задоволство. инструктор да Па се зашто биде. машка сега, А сега... жените, има ли жена која што нема возачка дозвола, освен ти? Јас немам возачка дозвола. Хајде, пече на се затоа и ти. треба да ме Да, учиш. па треба и ќе те научам добро како. Леле, Да. јас така на децата ми велам, керка ми помалата ми вели, мамо, еве ти го електричниот мотор, можеш слободно кај мене да си дојдеш со него. И јас си велам, бидејќи во близина имаме канал, ако гледате во каналот има мотор, тоа сум јас. Не, мене не ме, Не дај Боже, ништо не ме не, ако видат кола во каналот, Тоа си ти. Да, и сум како јас. еден кандидат ми леле, ако нешто не чукнам некоја кола, значи добра сум. добро, значи, Да. операција. И сега мене не ме воопшто да ме вознемируваат, значи кандидатите нормално дека ти е дошло да се научат да возат и секако А што ти ми велат кажуваме оваа ние. песна од тебе многу ми се допаѓа, Па па има така ти ги некој, да, кажуваат, ми ги нели, кажуваат, песните да. кои што ги пееш. Секако дека Или да. те гледавме на таа и таа свадба или Да. фестивал. И на таа Добро. емисија, ви сеќа ми речете, гледавме ке Дракче, така? Да. Да. Не зборов ми беше друго Леле, сега што. од утре ќе почнат да ти викаат, научи ја Дракче, ма да вози, греота е жената. Замисли за греот да што не знаеш. Замисли јас, жена на 61 година да учам да возам. А зашто не има и на 65 и на 67? Ајде да го барам рецептот на Да. денот. Бараме рецептот на денот за да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Плескавици од тиквички. 3 тиквички, 2 компира, 3 јајца, 1 прашок за пециво, 200 мл кисела павлака, 3 лажици брашно, масло, бибер, сув зачин, сол и други зачини по избор. И песна, другари. Без песна не Без можеш. песна. Без песна не Ми рече, многу те нервираат несовесните возачи. Многу ме нервира, затоа што забораваат кога било тоа они кога учеле, кога се обучувале да бидат шофери. И сега секогаш кога ќе видат автошкола, на сите им се крева косата. Немаат воопшто толеранција и тоа е навистина жално. Жално. Жално, бидејќи како ќе научат кандидатите ако не им се остави простор, нели? Точно. Треба да му се даде предност, а не уште да го заглави и да се исплаши, така? Иренче, Тоа е тоа. можеш да го повлечеш веќе Може. натаму, Еве. за да ни се види рецептот. Рецептот е готов. Готов. Ние си ги допражуваме Да, другиот секако. дел од тиквичките И ова обично го комбинирам со павлак. со павлак. Одлично оди како едно предјадење, а мене во секој случај ова ми и главно јадење. Да. Епа, девојче, моје убаво. Рецептот ти беше успешен. Еве, ни се пржат и другите. Ти благодарам што ни дојде. Ни го расположи овде мојот тим, студиото. Весели сме расположени. Задоволствен беше. Се надевам дека пак ќе ни дојдеш. Ќе дојдам, секако Нели? дека ќе дојдам. Ете така. Поздрав. Поздрав, драги мои пријатели на ова наша емисија. Се надевам дека и денеска ви бевме интересни. Ирена ни пееше, не расположи сите. И да ве оставам во добро расположение. Ве сакам.